Древното кинеско учење фенг шуи има за цел привлекување на позитивната енергија, а тоа се однесува и на привлекување на благосостојбата, богатството и личниот напредок. Неговиот концепт вклучува радост, мир и хармонија која ќе го привлече богатството кое ви е потребно во животот. Југоисток е правецот во фенг шуи кој се однесува на благосостојбата, а владеечки елемент е дрвото. Според фенг шуи, доколку почувствувате дека не ви оди најдобро на финансиски план, може би треба да направите само мала промена на предметите во домот за да привлечете богатство. Еден од начините да се постигне ова е да се расчисти физичкиот неред во вашата околина, што ќе доведе до помал ментален неред во вашиот живот. Ако влезете во соба која е чиста и уредна, ќе забележите дека вашиот ум ќе биде поопуштен и посмирен, што е предуслов за проектирање на позитивна енергија. Оваа позитивна енергија ќе привлече уште повеќе позитивна енергија, што е една од главните цели на фенг шуи. Значи, една од првите работи која треба да се направи е да се исчисти просторот во домот. Фрлете ги сите расипани и неупотребливи предмети, оние кои не сте ги употребувале со години, за кои се поставува прашањето дали некогаш повторно ќе ги користите. Југоисточниот агол на куќата или станот треба да биде исклучително чист и уреден. Совет е тоа место да биде осветлено преку целиот ден. Вие и вашата околина треба да бидете канали низ кои ќе се создава позитивна енергија. Според фенг шуи, постојат многубројни техники кои може да ви помогнат да создадете позитивна енергија. Една од нив е водата која тече. Таа го зголемува ефектот на дрвото. Водената фонтана представува едноставен начин за креирање на позитивна енергија, а истовремено и помага во создавање на опуштена атмосфера. Наместо фонтаната, во југоисточниот дел може да се постави и аквариум кој треба редовно да се одржува. Треба да се изберат поенергични риби со живи бои, кои би ја стимулирале позитивната енергија, например, златни рибки. Би било добро бројот на рибите да биде 9, кој според фенг шуи е среќен број. Не е добро да се има истовремено и фонтана и аквариум бидејќи ефектот би бил пресилен. Бидејќи водата е поврзана со богатството, истекувањето на водата символизира расипување на богатството. Славините кои прокапуваат, според фенг шуи, представуваат бегање на богатството од нас, додека затнатите доводи символизираат забавен проток на парите. Затоа е битно редовно да се одржуваат славините и водоводните цевки во домот. Постојат многу символи во фенг шуи кои привлекуваат богатство. Употребувајте ги оние кои најмногу ви се допаѓаат или пак најмногу ве асоцираат на богатство и благосостојба. Кинеските парички поврзани со црвена врвка се смета дека се среќни кога станува збор за внесување на богатство во домот. Овие парички може да ги ставите на место каде што ќе бидат во постојан контакт со вашите пари. Тронога жаба и желка, фигура на Буда кој седи на куп пари, како и макета на трговски брод натоварен со богатство, исто така символизираат и привлекуваат богатство. Пар од кинески фупесови, мажак и женка, кои се поставени пред влезот во деловниот простор, според фенг шуи, помагаат да се донесат финансии во тој простор. Ако ви се допадна видеото, притиснете subscribe.